Добро вечер и поздрав до нашата драга и верна публика на Живот со стил. Во месец ноември даваме одговор на многу прашања со добро познати наши гости. Ова вечер ќе дадеме одговор на неколку прашања, меѓу кои се, а емисијата ќе посветам на мажите. Слушнете добро. Кои карактеристики го красат мажот? Што значи да се биде модерен маж во денешно време? Мажот знае да биде интересен повеќе со пари или со самодобрба? Како мажите ја прифаќаат својата несовршеност, колку мажите знаат да бидат самокритични, како се носат со сопствените грешки. На крајот на краиштата ќе зборуваме за самодобрбата. Ова емисија реков дека ќе ја посветам на мажите со оглед на тоа што и женската популација е наша редовна публика. Знам дека ќе биде во интереси на жените. Имам и соодветен гостин, еден од најхрабрите во Македонија, човекот кој што се повлекува од политичката сцена за да денес стане еден од најуспешните македонски предприемачи, кој што вели кога го сакате тоа што го работите, вие сте секогаш слободен. Во Живот со стил вечерва господинот Зоран Витанов, кој што ќе зборува на таа тема машка самодобрба во знак на месец ноември. Како вие го прославувате месецот ноември? Си давате ли почит малку повеќе со тоа што се посветува нели месецот на здравјето, месецот на мажите? Па добро, секој ден е ден на животот, така и ноември, како и сите други. Секој сабајле се будам полн со живот, барем се трудам да е така. Добре ни ноември дојдовте. е типичен месец за мажите, да, нели? Ете, Последните така некако. неколку години баш дури мустаки пуштат многу мажи и така, нели? Меѓутоа, добро, треба секој ден да е наш ден, а не типичен месец. Вие ќе бидете добро вечер. Вие ќе бидете централен гостин во Живот со стил. Во текот на емисијата ќе ни се приклучат и 4 различни профили на луѓе од јавната сцена во Македонија. Јас се потрудив да најдам 4 различни профили на мажи кои што ќе зборуваат за машката самодобрба. Ќе зборувам и со докторот кој децата го обожаваат, детскиот кардиохирург доктор Владимир Чадиковски. На ова тема ќе зборувам и со акторот Благој Веселинов, пејачот Владко Лозановски и стилистот Александар Билјановски Дадар. И сега вака. Ајде прво ќе почнеме со господинот Витанов. Како вие од политичар станавте еден од најуспешните предприемачи? Бевте заменик министр за економија, пратеник во парламентот на Република Македонија, но одлучувате да излезете од политиката и тоа ви е престартна точка нели во вашата професионална кариера. Прашањето ми е каква поука извлековте токму од тој потек? Па тогаш јас повеќе го направив тоа инстинктивно отколку плански, еве, да си признам. Меѓутоа испадна дека тоа ми е еден од помудрите потези во животот. Особено мислам дека тајмингот, времето кога го направив тоа беше вистинско. Тоа се случи 2008 година, сега веќе далечната 2008 година пролета, веднаш после НАТО самитот во Букурешт. Тогаш по некое мое видување видов дека се движиме како нација во погрешна насока, така некако проценив, а не сакав да бидам дел од брод кој што се движи во погрешен правец. Мислам дека животот не е еден, па еве одлучив јавно, излегов на говорница и кажав дека од утре повеќе јас нема да бидам тука и ќе се свртам друг лист во животот и така се случи. Така неочекувано, нели? Меѓутоа рековте мудра. Сите беа изненадени, значи од моите најблиски, од семејството, од мајка ми, татко ми, брат ми, значи сите оние кои што ми се најблиски, сите беа изненадени. Меѓутоа некој човек треба да се раководи на тоа тивко главче што е внатре во нас. И ако тоа гласче навистина јасно го чуете, дури и кога е тивко, да, тоа одлучувајте. И така се одлучив. Вие сте практично и успешен нели предприемач во Македонија, меѓутоа и сте познат како мотивацијски говорник. Па така ме препознаваат. Јас лично не знам од кај доаѓа тоа. Веројатно луѓето така ме доживуваат. По што се разликува добар и лош мотивацијски говорник? Како се станува? Може би сметат дека бевте родени за ова работа, ова професија? Не сметам дека бев роден за тоа. По што се разликуваат? По тоа дали зборуваат од лично искуство или теоретизираат. Има една основна девиза, на англиски ќе ја кажам, многу интересно звучи, па ќе ја преведам. If you don't show it, you don't know it. Значи, ако нешто не е твое животно искуство, тогаш не споделувај знаење. Тогаш правиш copy-paste, нели, Ресавско училиште. Но ако си осознал нешто од личното искуство, луѓето чувствуваат дека автентично зборуваш, нели што вика нашиот народ, прашај паталец, не прашај гаталец, и веројатно тоа го препознаваат. Иначе јас и до ден денес не се доживувам како мотивацијски говорник, ама еве се случи
не знам, и во Сава центар во Белград пред 3000 луѓе да држам, 4000 луѓе да одржам такви говори и да бидат прифатени. На Загребатски велесајм со 3000 луѓе. Сега во Словенија Порторош 1000 луѓе. На нивни барања, не знам, така се случува. А што ги мачи најмногу луѓето? Или која е она присутна точка која што ќе знае некој човек дека навистина му треба ваша помош? Луѓето чувствуваат дека можат повеќе и чувствуваат дека тоа каде што се сега во животот не е нивни максимум, дури напротив, тоа е многу далеко од таму кај што тие можат да бидат. И бидејќи го чувствуваат тоа, они знаат дека треба нешто да направат, свесни се дека можат, но не знаат кој е првиот чекор. Не знаат од кај да почнат. И веројатно тоа е тоа што луѓето ги тера да доаѓаат на таквите. И покажува резултати, не дека и јас потоа не се последните 7 години, има еден интересен куриозитет кој што луѓето не го знаат, нели не можеш да даеш нешто што немаш. И сега ако веќе ти ги едуцираш луѓето во областа на претприемништвото, во областа на личниот развој, прво мора ти да се стекне со знаење. Од јас ако го немам знаењето, како ќе го дам? Лично инвестирам по 20.000 евра годишно. Јас одлучив да не купувам автомобили, да не се луксузирам во животот, зборам за првите години кога свртев лист во животот, туку да се едуцирам од најуспешните во светот. Поодев на обуки по Америка, по не знам, Торино, Прага, Краков, Виена, се каде не, научев од најдобрите. Многу луѓе викаат дека сум будала, дека тоа можеш на YouTube да го чуеш, дека можеш нивните книги да го купиш. Меѓутоа, не е исто Тони Робинс вие да го читате на книга, дури и 5 пати да го прочитате, и да седнете на кафе со Тони Робинс. Тоа е целосно друга енергија, друго доживување. Емоциите ги има во книгата, ги нема, а тоа сето се пренесува. Сето се индуцира, нели, со кој си таков си. И колку и да не сакаш, во дружба со такви луѓе, едноставно почнуваш да размислуваш како и тие. А кога ќе го промениш начинот на размислување, се менува и се околу тебе. Нели, Наполеон Хил, Библијата во претприемништвото е мисли избогати се. Не вика работи избогати се, човекот вика мисли избогати се. И ако чуеш дека, не знам, еден Брайан Трейси, книгата од 58 година си ја носи со себе во секое сако, и дека нон-стоп кога има прилика таа книга ја отвара и си ја чита, и тоа не во електронска верзија, цел живот во хард копи, тогаш си вика, гледаш кај отишол Брайан Трейси, и он дава изјава дека благодарение на таа книга ми се случи се, си викам, чекај, зашто јас да не ја прочитам исто како Брайан Трейси 7-8 пати. И кога ќе почнеш да го правиш тоа што го прават успешните, по автоматизам одиш кон таа страна. И кога, еве, имате обуки, нели, кој најчесто ви бара помош, мажите или жените, колку тие се подготвени воедно да ја прифатат таа помош? Па интересно е што подеднакво бараат помош, но живееме во машки свет, тоа јас го имам приметено, барем тоа е мојата перцепција. Подеднакво почнуваат, меѓутоа жените имаат многу повеќе пречки во животот. Пречки за да успеат во областа на претприемништвото, зборам. Тие се мајки, тие се сопруги, жените се поалтруистични, жените повеќе размислуваат за сите и за себе, мажите се поегоистични. Мажите повеќе размислуваат за себе, па за останатите. И на тој пат кон успехот, многу пати жената прави компромис со успехот заради заедништво, семејство, мајчинство, и затоа на крајот имаме слика каде што во тој, нели, во бизнисот, во претприемништвото, во лидерството, во корпорацијскиот бизнис, ако сакате, дури и во менеджментот, жените се помалце заради тоа што се многу алтруистични. Мажите се сепак, за жал, тоа е вистина, еве, си признам, поегоистични. Барем јас со она што го видов моето искуство, тоа го зборам. Ке се согласите со мене ако кажам дека оптимизмот и позитивата не се повеќе ин. Во денешно време многу повеќе внимание се дава на лошите вести. Се плашиме од немаштија, од губењето работа, се жалиме поради проблемите со шефот, се жалиме на брачната врска, на бракот, лош брак. Зошто почесто, или ке кажеме често, фокусот на луѓето им е во негативните работи? Заради стравот. Значи, живееме во општество на уплашени луѓе. Никогаш светската цивилизација не била поуплашена од денес. Никогаш луѓето не биле со помалку самодоверба од денес, позагрижени од денес. И мислам дека тука влие, пошто тоа се случило во последните 100-120 години. И мислам дека коинцидира со појавата на системот на образование и со појавата на медиумите.
медиумите, сами кажавте, вие не плашат, некојаш и подсвесно. Еве да ви дам прост пример. Видите ги било кои вести кога почнуваат најавна шпица на било која телевизија во светот. Се со негативни. Музиката е страшна. И сега кога почнуваат вести, ние подсвесно се плашиме, оти многу страшна музика почнува. Првата вест е падна авион, загинаа не знам 100 луѓе. Во Сирија убиени не знам колку. И сега ти добиваш подсвесна информација дека живееме во опасен свет. Но во суштина, колку и да звучам сега тука смешно, околината е пријателска. Но ако внатре во себе те надвладее стравот, тогаш ти реактивно се спротивставуваш со агресија на стравот. И ја мултиплицираме и агресијата и стравот. И ако повеќе ги игнорираме тие работи, оти кога слушавме во Сирија негативните вести, можеш ли ти со тоа што ќе ги слушнеш вестите да изреагираш и да помогнеш во Сирија? Не. Значи, овој што ги убил цивилите во Сирија, успел не само нив да им наштети, туку успел да ми ја спушти и мене емоцијата овде, дури во Македонија, дури на некој што гледа во Њујорк и во Лондон и во Токио. И ако ние конзумираме таа негативна енергија, успел тој човек уште повеќе. Барем кога не можам да помогнам, барем да го игнорирам тоа. Зошто? За да останам позитивен, и ако целиот свет остане попозитивен, нема да се случи тоа во Сирија. А ние обратно реагираме. Нели има една позната анекдота со мајка Тереза, не знам колку е вистина, е многу добра, кога ја викнале да протестира против војната. И она кажала: јас сакам да протестирам за мирот. Кога е против војната, само и помагам на војната. Што е голема вистина. Така е. Голема вистина. Ке зборуваме... Значи стравот е тој кој што не води. Кој што... Има, може уште Ајде. една реченица ми текна овде. Има еден многу интересен податок кој што исто коинцидира, како што кажав, за 120 години, на почетокот на 20 век. Значи во 1900 година 90% од работоспособното население во светот работеле за себе, а 10% за друг. Денеска во 2018 година, значи после 118 години, 90% од работоспособното население работи за друг, а само 10% за себе. Зошто? Па бараат сигурност. Посигурно им е, баш затоа што се уплашени да се вработат, да најдат вработување, да се осигурат здравствено, пензиско, друг да мисли, тие да не ризикуваат, затоа што ги води стравот. Ке биде ова поучно и успешно интервју со господинот Зоран Витанов, како што рековме, успешен предприемач во Македонија, мотивацијски говорник. На тема самодобрба, знам дека ќе подигнеме кај мажите самодобрбата, барем колку толку нели низ разговорот кој што ќе го имаме вечерва. Ќе одиме со краток блок реклами, се враќаме во студија во Живот со стил. Сега, кога зборувам на тема самодобрба кај мажите, самопочита е високо задоволство од самиот себе, свест дека вредиме како личност, со таа позитивно чувство оди самодовербата, односно довербата во својата сила и способност, во тоа дека можеме да нешто успешно да завршиме, да се грижиме за себе. Ако веруваме во себе, можеме да веруваме и во другите. Но што ако сме несигурни? Тоа се лечи, да се изразам грубо. Значи, самодовербата е одлука. Првиот печаток, барем мене, кој што секој маж треба да го остави околу него, е самодоверба и самодоверба. Така е. Така е. Јас, господине Витанов, јас јавно кажувам дека вие сте еден од мажите во Македонија со голема самодоверба, го почитувам и ве поканувам, нели, да бидете гостини, зборуваме на оваа тема. Меѓутоа, кажете ми вие кога имавте најмалку самодоверба во вашиот живот, во вашата кариера? Па, може би тоа беше, јас сум таа несретна последна генерација на JNA. И може би тогаш најмногу почувствував така недостиг на самодоверба, затоа што се почувствував како топовско месо. Значи, 18 години, полн со живот, полн со оптимизам, завршуваш средно училиште, единствен проблем во животот ми беше во одбојката дали ќе победиме или не, и нели со која девојка дали ќе излезеш, нели матурската како ќе се поминиме и така натаму. И одеднаш излегуваш од својот роден град во кој си живеел, јас сум иначе струмичанец, и се наоѓаш во виор на војна која што е нема врска ниту со тебе, ниту со твојот народ, ниту па разбираш суштински
зошто тие луѓе се тепаат. И од тебе се очекува ти да гинеш за тоа. И всушност сваќаш дека одеднаш си во некаква машина, дека си нечи инструмент, дека си нечие топовско месо, дека си нечи репроматеријал. И самото такво чувство, а башка почнаа и да гинат поединци мои врсници, дури и луѓе од со кои што дружев во војската. И тогаш навистина почувствував, всушност тогаш јас ја донесов одлука дека треба да се занимавам со политика. Бидејќи сватив дека многу лесно некои луѓе си играат со туги животи, со туги судбини за лични краткорочни интереси. И тогаш сватив дека ја немам јас контролата на мојот живот во моите раци и сватив дека не е лесно човек да биде возрасен. Од една страна тоа беше многу негативно искуство, но пак да не ми се случеше тоа искуство, можеби животот не може да ми тече така како што ми тече. Јас тогаш што сватив? Дека морам нешто јас да преземам. Сватив дека не смеам да дозволам животот да ми тече, бидејќи еве на непомислување, наивно дете, а кога не е свесен, кога нема своји цели во животот, своја визија, своји планови, се наоѓа во нечии туѓи и тоа многу црни, многу монструозни планови. Можеби тој момент имав најниско ниво на самодоверба, бидејќи тогаш и навистина се работеше за животот. Еве, пребарував јас на оваа тема и преку интернет, имаше неколку истражувања, само еве ќе наведам од Симон Синек според мотивацијскиот говорник и автор. Учам многу од тој човек јас. Еве, учите вие, ваквото однесување на ниска самодоверба е резултат на промашени родителски стратегии, вели. Во интервјуто за Independent, кој што вели дека родителството во комбинација со социјалните мрежи, работната средина и нетрпеливоста создадоа генерација која што е оптоварена со ниска самопочит. Тогаш јас да им се заблагодарам јавно на моите родители. Тој верува дека ниската самодоверба не е милениумска грешка, туку проблемот е во преголемата грижа за туѓото мислење. Милениумците велат дека сакаат повратна информација за својот труд, но тие всушност сакаат пофалба и да ми се каже дека добро работат, а при тоа при критика се вознемируваат па даваат и оставка. Сега, веруваме во тоа, нели, дека градењето на здрави и силни врски со другите луѓе носи чувство на среќа, успех и инспирација. Ќе се согласите? Да, апсолутно. Значи, секојаш кога си во комуникација со други луѓе, со луѓе кои што ти се истомисленици, секојаш се зголемува чувство. И секојаш кога имаш подкрепа потпора во семејството. Од што зависи тогаш вашата самодоверба, ајде? Па, веројатно моите родители се ја завршиле добро работата. Кога го спомнавте Симон Синек, интересно е, тој опишува во една од неговите книги како тој се нашол, еве иста фреквенција, гледате сега како го спомнавте, без да знам, како тој се нашол во Ирак, кога авионот не им полетал и кога останал во сред воена зона, човек кој што е веќе успешен, реализиран и кој што никош во животот немал абер дека ќе се најде во тако. И самото негово опишување како самиот се борел со својата да се поврати самодовербата е многу слично на ова што го разговараме. Сепак сме се нашли на слична фреквенција, гледате. Ајде да ги вклучиме и нашите пријатели, соговорниците на оваа тема. Разговаравме, како што кажав и во самата најава, со 4 различни профили на луѓе од Македонија. Го имаме кардиохирургот Владимир Чадиковски. Што е за него? Од што зависи неговата самодоверба? Го имаме и Владко Лазановски, потоа го имаме Благој Веселинов и Александар Белјановски-Дадар. Да чуеме. Мојата самодоверба во Македонија што зависи? Па не знам, вали со години ја стварав. Самата професија е доста озбилна и доста одговорна и доста да не кажам стресна, и како проаѓаат годините, јас стално кажувам, веројатно со годините како напредував во тоа што го работам, ја добиваш таа самодоверба да се повеќе си сигурен во тоа што го работиш. Како повеќе тоа го работиш, така веројатно и карактерот ти се менува во тој аспект. Пардон, така да мислам дека самодовербата доаѓа со годините во оваа ситуација и искуството што го стекнуваш со годините. Веројатно не сум бил ваков на 25. Не сум бил, сигурно не сум бил на 25 ваков. Али не знам дали ќе останам на овие 45 или како ќе иде понатака ќе се менува тој друг правец, али по принцип мислам дека тоа е главната причина. Мојата самодоверба во Македонија во однос на мојот профил зависи од мојот секојдневен ангажман, од тоа колку се вложувам во работите што ги правам,
и од крајниот продукт како ќе искочи нормално и од моите секојдневни обврски, од тоа како се однесувам кон членовите од моето најблиско семејство, од моите пријатели, моите роднини, нормално, сите тие што ме окружуваат. Од што зависи? Во принцип, многу фактори зависи на мојата самодоверба. Нормално човек некогаш во моменти ја губи и добро е да го пронајде тој извор на самодоверба од било какви извори. Така да не знам, на големата самодоверба добивам најмногу од слушателите, од публиката, од оние кои што ја слушаат мојата музика, од комплиментите кои што добивам континуирано, па дури критиките и некои кои што се негативни работи обично ми помагаат да се пронајдам себе си, некои дури слушатели, пријатели ми помагаат во тие моменти да ми го најдат и решението, например, и секогаш имам луѓе во близина кои што можам да се чувствувам комотно и да ја надоградам мојата самодоверба на некој начин. Така да, обично, песна по песна, ја како што гледам последниве неколку мои години, го гледам тоа дека добивам што повеќе мотивација за работа и тоа е тоа на што на некој начин како артист, например, ја добивам мојата самодоверба. Секако и пред да започнам да се бавам со оваа професија, сметам дека менталниот склоп е многу важен, како за самодоверба, така и за делување. Многу интересно изрека имаат англичаните fake it until you make it. Значи, може помалку да глумиме и да лажеме, се додека тоа сладко и културно и додека не станеме на вистински да имаме самодоверба и да стекнеме искуство во работата. Кога станува збор за мојот тип на работа, љубовта и желбата и вредната работа секако многу ми помогна за да добијам самодоверба, за да можам да застанам пред клиент, пред една звезда или анонимна особа без разлика, да можам да застанам, да се чувствувам со висока самодоверба и познавајќи ја својата работа, да можам да дизајнирам шминка или да го изведам сето она што се бара од мене. Ете, тоа беа изјавите од што зависи нивната самодоверба, што најмногу би предизвика внимание од овие 4 профили? Тоа што е интересно, сите се искусни или сите самодовербата ја стекнуваат, како што каже и Чадиковски и Дадар последниот, низ искуството. Премногу е поврзана самодовербата со компетенциите, во директна корелација се и во права пропорција. Колку сте покомпетентни, толку повеќе самодовербата расте, а компетенцијата се стекнува со искуство. И се имаме 4 типа на компетенции. Прво сме несвесно некомпетентни. Не знаеме дека не знаеме. Било што работиме, не знам дека не го знам. Еве, јас додека бев во политика, не знаев дека не знам да бидам мотивацијски говорник, или предприемач добар и така. Потоа доаѓа осознавањето кога си свесно некомпетентен. Знаеш дека не знаеш. И тука е самодовербата на најниско ниво. Кога си свесно некомпетентен. Но тогаш се раѓа жетта за знаење. И ако човек тргне кон знаењето, ако почне да се едуцира, ќе стане свесно компетентен. Знае дека знае, но нема искуство. И тогаш го работи тоа, но исто со недостиг на самодоверба и на крај станува несвесно компетентен. Излегува, го работи тоа што го работи без претходна припрема. Самодовербата во овој случај највисока е кога ништо не знаеме, а не знаеме дека не знаеме. Тие се луѓе што имат празна самодоверба, потоа паѓа затоа што осознаваме дека нешто не знаеме, па тоа не уплашува, викам дај да го научам, додека го учам, исто така немам самодоверба, но сега знам дека го знам и на крај како професионалец, Роналдо на почетокот имал трема кога излегувал на терен. Сега излегува на финале на Лига шампиони, не се плаши воопшто. Зошто? Искуството го направил несвесно компетентен. Така. Тоа е професионализмот на крај доведува до високо ниво. Имаме ли одговор ако прашам како мажите ја прифаќаат и својата несовршеност? Па не постои совршеност и тоа е предизвик. Луѓето што немаат самодоверба во несовршеноста гледат слабост. И гледат закана. Тие што имат самодоверба во несовршеноста гледат шанса. Гледат можност за подобрување.
Моите учители, тие од кои што учам, секогаш вика, пречката е патот, проблемот е патот, кога ќе најдеш на некоја несовршеност своја. Радувај се, отимаш на што да работиш и така напредуваш и растеш. Но ако ја немаш самодовербата, тоа те плаши и те враќа назад. Само кога му влегуваш во костец со проблемот, со недостигот некој кој што имаш било каков недостаток, тогаш растеш. И нормално е луѓето кои што имаат самодоверба во тоа да гледаат шанс. Така, уште некои прашања кои што ги мачат мажите, имам вистински експерт. Следното е, колку општеството е подготвено да прифати неконвенционален дрес-код, во смисла си има човекот изградено свој стил. Ова особено нека биде кај мажите во бизнис заедницата. Општеството е просечно. Живееме во медиокритетска цивилизација, живееме во владење на просечните. Самата демократија всушност е владење на просечниот, бидејќи секој глас еднакво се смета и се нивелира просекот на општеството. Просечните не дозволуваат успех и никогаш нема да ви простат успех. Јас сакам да ви го препорачам филмот Амадеус од Милош Форман, ако не сте го гледале, кога просечен композитор, кога свати, он бил кралски композитор, Салиери, до момент сите примадони во Европа, целта им била на кралскиот композитор во Виена на негови арии да пеат соло. Меѓутоа, кога се појавил Моцарт, Салиери сватил дека е само просечен композитор. И он тоа не можел да го издржи и го убил Моцарт, нели, преку реквием, гледате го филмот. И на крај филмот завршува како он се исповеда на свештено лице, завршил во лудница и признал, вика, јас губив Моцарт затоа што не можев да го прифатам фактот дека јас сум само просечен. Просечните се ќе ви простат, но успех нема да ви простат. Затоа многу е битно ние тоа да го знаеме и да кога е тоа така и кога добивате напади, но вие во меѓувреме растете во бизнисот и на никого не му штетите, сватете ги као комплименти. Така. Ако имате самодоверба, тоа е за вас комплимент. И бидете им благодарни на тие луѓе, бидејќи ја потврдуваат успешноста. Така, и самодовербата, така, нели? Така. Како мажите се справуваат со негативна енергија? Често по порталите можеме да кажеме, нели, за жениве има совети како жените треба да се справат со негативната енергија. По некое непишано правило, за жал, мажите тоа треба да го игнорираат. Секој треба да игнорира негативната енергија. Математички да се изразам. Било која величина, кога ќе ја помножите со нула, што дава? Нула. И сега негативната енергија е нула. Или е негативна, или е уште полошо, минус. У најдобра варијанта е нула. Ама е обично минус. Било која величина помножена со негативен број, на крај дава негативен број. Зошто јас да се множам со негативни луѓе, со негативни мисли, кога имаме еден куп успешни луѓе кои што едва и чекат да те подучат како и ти да бидеш како нив, бидејќи и тие сакат да си го споделат успехот со други успешни луѓе. А колку мажите, господине Битанов, знаат да бидат самокритични и се носат со сопствените грешки? Па кога ќе кажете мажите, тоа е исто просечност, бидејќи кај мажите и кај жените има секакви. Тоа е индивидуална одлука. Секој индивидуално си одлучува на кој начин ќе се справи со тоа. А како, например, би се справиле мажите кога жената е финансиски постабилна од него, зборувајќи, нели, Тоа многу влие на самодовербата? Да, кај мажите тоа бидејќи, нели кажав, сепак живееме во претежно машки свет, посебно Македонија се уште традиционално патриархална средина, каде што живееме во колективистичко општество. Во таков случај мажот знае и премногу дури да изгуби самодовербата. Тогаш кој е балансот меѓу семејството и кариерата? Не би требало да има проблем тука, затоа што и исто како што важи правилото позади секој успешен маж стои успешна жена, во случајот на успешна жена, ако бракот не е нарушен, тогаш и мажот е успешен, затоа што се надминал себе си, ги надминал стереотипите и е совршена логистичка поддршка за една успешна жена. Но и за тоа да го одлучите и така да го толкувате, ви треба самодоверба. Какви комплименти вам ја подкрепаат самодовербата? Па во принцип јас не сакам комплименти, бидејќи најголем непријател на човекот е егото. И комплиментите се тука за да стагнираат. Ако вие се задоволите со комплиментите, тоа значи дека вие сте задоволни со она што го имате во моментот. Ајде да ги слушнеме нашите пријатели какви комплименти го дигаат, ја подигнуваат, нели, или придонесуваат за нивната самодоверба. Владимир Чадиковски,
кардиохирургот Благој Веселинов, Владко Лозановски и Александар Билјановски дадар? Па не знам, по принцип, јас со годиниве, бидејќи доста време излегувам исто и по медиуми, иако тие излегувања беа кај мене строго професионални, најчесто сега последно време беа повеќе за мојот живот, али претежно во тие 15 на години од кога излегам по медиумиве, беа насочени за две работи, а тоа беа на почетокот беа трансплантациите, кога ги имав и фондација и кога се движевме тој правец на кога главна мисија беше да ја подигнеме свеста за донирање органи. А второто моје излегување беше константно за кардиохирургија детска, на кој начин сакаме да покажеме дека тоа што го работиме навистина добро, бидејќи да добиете довербата од луѓето е навистина тешко и медиумот во тој момент навистина многу ни помогна да сите тие излегувања и потенцирање на тоа што го работиме, дека го работиме добро, ни овозможи да веќе немам таа трема кога искочам пред медиуми и така натака. Концепцијата на нештата е да сметам дека сите тие излегувања по медиуми што ги кажувате и да добијам таа самодоверба, пак се темели на тоа да како напредуваш во тоа што го работиш, си посигурен во тоа што го работиш и веројатно повторно ќе потенцирам влие највише на карактер. Комплименти, реакцијата на луѓето кои што ете гледале било што од тоа што јас го работам, нивната искрена реакција е најголемиот комплимент за мене. Сакам искрени луѓе во животот. Тоа е за мене комплимент, искреност. Па не знам, обично најпозитивните претпоставувам. Имам среќа што во последно време се повеќе се позитивни коментари. Многу би сакали да ги чујам и оние, има моменти кога има и негативни коментари, комплименти, но допираат оние кои што ни кажуваат продолжи понатаму со таа работа, со тоа што го работиш, ми го правиш денот поубав. Не знам, моето семејство те сака, го поминуваме денот со тебе и со твоите песни, пример, такви некои моменти. Така да комплименти има од секаков жанр. И убави и неубави, но нормално, живот како живот мора све да се прифати. Комплиментите, да, може би ги приметувам во моментот, секако дека годат, нели, ми импонираат, се разбира. Меѓутоа, она што е најважно е чувството и вербата во себе. А потоа комплиментите секако природно ќе се следат и ќе ги добиваме, исто така и критиките. Дори можам да кажам дека критиките многу повеќе ми помогнале да се изградам како целосна личност и професионалност, отколку пофалбите. Пофалбите, да, секако ги цениме сите. Да кажам, ние уметниците живееме за аплауз, сите работиме за пари, меѓутоа кога ќе добиеме аплауз или ќе побара некој автограм од вас или ќе сака да се слика со вас, секако тоа е комплимент и една потврда за добро завршена работа. Ете, зборуваме за машка самодоверба. Дали има вистина во тоа, господине Витанов, дека најголемиот афродизијак на мажот се пофалбите, па може би затоа паметните жени ги користат комплиментите упатени до мажите. Има ли вистина, точно ли е тоа? Па не знам. За паметен маж доволен афродизијак е паметна жена. Добро, а што е тоа што ни недостасува на нас жените? Може би порано малку повеќе го имавме, затоа... Па исто така самодоверба. Добро. Јас дури и мислам дека... Таа особина претходно ја имавме, за да, нели, поголемиот дел од мажите во денешно време ќе кажат, нели, сите жени се исти. Па не согласувам јас воопшто со тоа дека сите жени се исти, баш напротив, секоја жена си е свет сам за себе. И тоа апсолутно стојам за тоа. Значи, буквално секоја жена е свет сам за себе. Тука сакам друго нешто да истакнам. Мислам дека исто така на жените премногу им недостига самодоверба. Мислам дека преголемиот фокус што жените го дават на модата и на формата, всушност подсвесно, барем по моје толкување лаичко, не сум психолог, подсвесно мислам дека сакат да ја прикријат токму ниската самодоверба, затоа што ако една жена емотивно, пред се жените емотивно, а потоа интелектуално. Кај мажите е прво интелектуално, па емотивно. Одат прво во шопинг? Ако една жена емотивно и интелектуално има самодоверба, нема премногу да обраќа фокус. Нормално дека елеганцијата и хигиената секојаш е ин, меѓутоа пренагласеното на изгледот, мислам дека исто подсвесно
укажува на еден психолошки патерн, на еден психолошки образец на недостиг на самодоверба кај просечната денешна модерна жена. Кога мажот е поинтересен за околината со пари или со самодоверба? Со самодоверба дефинитивно. Парите се средство. Парите се како алат на мајстор. Парите не се цел само за себе. И ако мајсторот не знае да го користи алатот, ништо не му помага тоа. Значи, самодовербата, визијата, како да кажам, одлучноста, желбата да направи нешто за околината кај мажот, мислам дека тоа најмногу краси еден маж. А од што најмногу стравуваат кога ве прашање самодовербата? Од што најмногу се плашат мажите? Кои се вашите најголеми стравови? Ке може ли да не откриете? Па, јас во принцип мислам дека имам една сериозна психолошка мана, дека така речи немам стравови. Односно, научив да се соочувам со стравовите. Мој најголем страв од секојаш било страв од високо, од висина. Меѓутоа завршив и летам со параглайдер, што значи човек треба да се научи да се... Стравот е илузија, стравот не постои. Јас и со моите деца, ако ви прашате вие моите деца што е стравот, они како од топ ќе ви кажат илузија. Значи, стравот е нашиот најголем непријател. И единствено од кој што треба да се плашиме во животот, треба да се плашиме од стравот. Од ништо друго. И тој нима совладано. Стравот не старее. Стравот не носи во болница. Стравот не умира. Стравот не владее, а е илузија. И ако успееме да го надминеме и да сознаеме дека е илузија, тогаш дури зборуваме дека човекот е слободен. Нас во робство не држи стравот. И затоа имаме луѓе кои што барат сигурност, барат вработување. Затоа ја кажав таа статистика. Живееме во општество на уплашени луѓе, а стравот е илузија. И кога еднаш ќе се охрабриш, тоа е условена безпомошност. Стравот те прави да се чувствуваш безпомошен. Но затоа викам условена. Всушност сите ние можеме се. Ајде да видиме од што најмногу стравуваат мажите од изјавите од нашите согоборници. Моите најголеми стравови. Па, знаете како јас стално кажувам, принципот на нештата е, јас еден колега го кажувам, најлошо од се е да си робин. А што значи робин? Робин е најдобриот лик во целата приказна. Сите го сакаат, но Бетмен е главниот лик. Така да во приказната најлошо од се да си некој по мене, ја тоа плаче да си просечен во тоа што го работиш. И сакам да бидам, се стремам да бидам најдобар во тоа што го работам, да бидам успешен во тоа што го работам, а мојата работа е поврзана со децата, така да сметам дека секој мој успех, кој успеам да искочам како победник, кога се работи за некој заболување на децата и навистина сме задоволни како поминало свето и детето е добро и напредува, мислам дека најголемиот бенефит. Тоа е ретките професии кои ќе идеш дома, кои идеш дома знаеш што си направил, знаеш каков е денот. Така да тоа мислам дека од едните работите кои што ме плашат е тоа што ако не успеам да ја завршам работата која што треба. Мислам дека иако тоа со годините веќе добивам искуство да знам точно што навлегувам, али мислам дека тој страв ми е најдоминантен, да кажем. Не знам и староста вајде. Уште не сум размислил за староста, али мислам дека ме плаши староста. Не знам како ќе изгледа понатака, али онака баш, не знам. Од тој аспект мислам дека највише тоа ми е онака како страв. Мислам дека во 21. век и во ова материјално обкружување во кое што живееме, веројатно човечките односи се најбитни за тоа да се почувствува еден маж дека е сакан и дека е почитуван и дека, не знам, си го заслужи своето место во однос на тоа што го работи, тоа што сака да го оствари. Па, стравови. Не знам, генерално секоја личност како личност има некои затскриени, можеби некои стравови, некои ги заскрива многу добро. Така да не знам, како помал можеби сум имал повеќе така стравови, но со тек на време сум ги поминал тие моменти. Нормално животот и искуство, човекот учи се додека е жив. Така да можеби со како помал сум се пронајдел себе си каде ќе бидам, што ќе правам, со кого ќе бидам и така да со тек на време и тоа веќе се пронајдува, веќе со мојата професија генерално знам на кој пат целам, кон што се движам, така да имам и луѓе кои што ме поддржуваат во тоа.
Така да се надевам дека и некои минорни стравови кои што постојат, дека со тек на време ќе исчезнат. Кога бев помлад, можам да кажам дека апсолутно немав никакви стравови. На некој начин сме биле недоволно зрели, нели, млади, деца, неискусни. Меѓутоа, како поминуваат годините, истекнувам искуство. Сега кога се вратам наназад, дури да сум горд на себе, меѓутоа се чудам како сум имал храброст за некои чекори, потфати, за некоја акција. Сето тоа младоста го носи, нешто што е прекрасно. Сега да кажеме, нели, кога имам искуство и кога сум више зрела личност, секако дека 2 до 3 пати ќе подразмислам убаво за секој ризик. Стравови посебни немам. Се додека сум жив и здрав, можам да функционирам во однос на работата, нели збориме, повеќе. Можам да функционирам, да работам, да творам, да подучувам и помлади. И едноставно сметам дека можеби мажите имаат, ако збориме се ајде за психолошкиот момент, мажите имаат страв од некои силни и доминантни жени, но тоа не сметам дека треба така да биде. Баш напротив, убаво е кога еден маж и една жена се и силни, и доминантни, и успешни во својата работа, но и ќе знаат што сакаат, ќе знаат што не сакаат и полесно ќе можеме да најдеме некаква средина, ако збориме за врска или брак. Ете, мажите се плашат некои од староста, некој се плаши од жените. Вие не стравувате од ништо. Рековте дека можеби тоа е ваша мана. Не е тајна дека сте во 40-тите години. 47. 47. Се оптератувате со нешто, не ве плашат годините. Каков е тој однос, нели, према годините? Кои се најголемите дилеми кај мажите во ваши години? Вака, најголемите дилеми во овие години може да бидат дали што ако, нели, Толстој на крајот на својот живот, на смртната постела, неговото клучно прашање било, има легенда дека тоа били последните зборови, а што ако целиот живот го поминав во заблуда? И што ако го поминав онака како што не треба? И сега на 47 години логично е човек, нели, јас планирам да живеам само 150, не можам повеќе. И сега веќе третина од животот ќе ми помине уште малце. Гледате како оптимист сум јас. Логично е да се прашаш дали си на вистинскиот пат. Иначе, за мене, како да кажам, не е мудро да се плашиш од староста. Всушност, целта на животот е да убаво созрееме. Ако ја погледнеме природата, ќе видиме дека најубавите плодови се зрелите плодови. И тука има една многу убава мудрост, не знам кај имам прочитано, вика, оној кој што мисли дека црешата е најубавото овош, ништо не знае за грозјето. Грозјето е и повкусно, и поубаво, во есента созрева, а и вино создава. Сега, ајде кажете ми дека староста не е убава. Меѓутоа треба да знаеме дали животот, дали годините во животот, деновите во животот, месеците, неделите, минути ги поминуваме онака како што сакаме и дали си го слушаме срцето за да вистински остареме. Целта е кога ќе бидеме стари, да бидеме инспирација, да не нас заборават. Секој на крајот на животот кога ќе се заврти на крај, секој еден кој што живеел било кога, може да најде причина да каже па не беше лош животот. Но поентата е да кажеш, се гордеам со тоа што оставив за себе и знам дека ќе ме спомнуваат како позитивен пример идните генерации. Без староста не можеме тоа да го постигнеме. Имате ли вие комплименти кои што ќе ги паметите за цел живот? Да, имам. Имам, сега скоро се случи еден многу непријатен таков настан на еден мој добар пријател, почина за жал во сообраќајка сега на 44 години. И на самиот погреб, сега се случи тоа пред некој ден, ми приде човек кој што не го познав, ми се представи како негов другар од детство. И вика, од кога почнавте, вика, да дружите, никош не сум го видел човекот посреќен. За жал тоа ми го кажа на денот на погребот и иако беше многу тежок момент, сепак го доживев како голем комплимент. Имав еден позитивен комплимент, каде што бев во Загреб во еден ресторант, на Звонимир Бобан, познатиот фудбалер, и на соседна маса седат луѓе и еден ми приоѓа, така се гледа господин човек, вика, опростите, онака на хрватски, да не сте вие можеби Зоран Витанов? И сега, викам да. Вика, ве познав по гласот,
слушам, вика, твои CD-а од твои предавања, јас, вика, и жена ми, секоја вечер си легнуваме заедно со вас. И вика, по гласот ве познав. И сакам, вика, да ве почестам еден ручек, бидејќи, вика, многу работи научев од вас. Ова е навистина голем комплимент. Комплименти кои што ќе Има. пометите. Еднаш бев со мајка ми во Белград сега, лани, и мајка ми ни приде еден човек, вика, Господју, јас мислам дека вие не сте свесни колку овој ваш син мене ми го има сменето животот. Не дека он тоа го кажа, туку какви чувства предизвика кај мајка ми, мене ми навистина ми беше убаво чувство, така. Признавам. Ајде да видиме, уште еднаш ќе ги имаме и ќе се заблагодарам за актерот Блага Веселинов, за Владимир, за Дадар и за Владча, Владко Лазановски, кој што зема учество во емисијата. Да видиме за крај од нив какви комплименти тие добиле, кои што ќе ги паметат за цел живот. Јам добиена прекрасни поклони, онака емотивни од деца. Претошно тоа ми се онака комплименти кои што ги добивам, и добивам разни писма од деца кои што им сум некаква инспирација, добивам поклони, цртежи од деца кои што навистина се трогателни, онака мислам дека тоа ми се онака комплименти кои што сметам. Иако има од луѓето, и тоа не држеше до сега во сите овие години, да покрај сите овие перипети, бидејќи заработиме во држава кај што нема система, се трудиме да го направиме системот, мотивацијата и комплиментите кои што ги добиваме секојдневно на улица, напишани по медиуми и кажани, не се најголемите комплименти кои што не одржуваат да го работиме ова што сакаме да го работиме. Искрено да ви кажам, на комплименти не се сеќавам, меѓутоа се сеќавам на многу луѓе кои биле среќни од тоа што го имам сработено. Мислам дека таа колективна среќа всушност ми е најголемиот комплимент. Во принцип, не знам, како пример, продолжи понатаму, животот има смисла со тебе, со тоа што го правиш. Пример, сега во моментов што можам да се сетам, така да... Да, секако дека има комплименти кои што ќе паметам за цел живот, како што убаво го постави прашањето. Навистина ги има многу, секако сум среќен поради тоа. Не би ги кажувал посебно сега, бидејќи едноставно не можам се јас да раскажувам за себе. Обично сакам другите да кажат или да зборам се во трето лице за мене еднина. Така да сосема е нормално кога сте успешни, кога се ја сакате работата, кога навистина убаво од срце го работите тоа што го работите, кога сте добри во комуникација со луѓето, секако дека ќе имате комплименти, па и онакви кои што ќе ги памтиме цел живот. Ете ги, нашите пријатели, заедно со Зоран Витанов, постојано се енергични, како успевате да бидете постојано енергични или за цело време? Што правите? Тоа сите што ме познаваат ми го поставуваат тоа прашање, од кај ти енергијата. Па, сте виделе дете летно време кога мајка му го вика да се прибере дома затоа што цел ден е надвор, дека е уморно, дека е гладно, не јадело ништо и веќе е 10 сати треба да се прибере, дето вика мамо уште малку. Зошто? Затоа што дето ужива во тоа што го работи. Кога ти го сакаш тоа што го работиш, не можеш да се умориш. Тоа е невозможно. Реков секогаш сте слободен човек, како што така е, велите. така е. Сакам да погледнеме неколку фотографии, приватна архива ова е ваша, да ги скоментираме со сопругата, со трите прекрасни деца кои што ви го прават животот уште поубав да биде. Дали ќе може режија фотографии? Еве, прво ова е фотографија. Ова е од Асоциација на менаџери, имавме еден интересен настан лани, дебатата беше за ова е многу убава фотографија, овде сме со сопругата во Карлови Вари, во Чешка, прекрасно место. Ова мислам дека е на водопадите на Огражден, прекрасно место. Ова е Пелистер, наше омилено место, иначе Пелистер. Ова е Лесновски манастир. Ова е Виена, со најстариот син и со жена ми, во Шонбрун, прекрасен музеј, прекрасно место. Најпосетуваното место, туристичко место во Европа е неколку години веќе, тоа е Шонбрун, палатата, прекрасно. Тоа исто така со жена ми таму. Имате богато и среќно семејство, морам да признам. Благодарен сум многу за тоа, бидејќи ако човек го нема тоа, нема од кај да црпи енергија. Која е формулата, господине Витанов, за таков
Па Srećan, да даваш, формулата е секогаш harmoničan, bogat život. Dajte ni порака, како до таков живот? Сите ние веруваме дека треба некој нешто да ни даде. Не, ние сме дојдени овде да даваме. И колку и да звучи тоа демагошки, колку и да звучи флоскула, се додека ти повеќе се грижиш некого да направиш среќен, да му дадеш на некого нешто, да му помогнеш, толку повеќе тоа тебе ти се враќа. Секогаш кога имаш позитивна мисла, нели, што зрачиш, тоа привлекуваш. Како е внатре, така е надвор. Кога имаш чиста мисла, кога си искрен према луѓето, тоа ти се враќа. И сега не можеш да бидеш таков према подалечните луѓе ако не си таков внатре во семејството. И ако од тука ти не ја даваш таа енергија, нормално е дека не можеш ни да ја примеш. И сега јас ја давам на четворица, нели, 3 деца и жена ми, ама тие па четворица па мене ми дават. И сега, кога четворица ти дават енергија, секој си ти во ќар, нели, математички. Еден дава, од 4 прима и се мултиплицира. Тоа е една синергија и искрено многу сум среќен. Многу сум среќен што е тоа така, но сакам тука нешто јавно да кажам. Тие што не познаваат како семејство ќе се сложат, стожер на таа енергија не сум јас, туку е Јулија. Уште првиот момент кога јас неа ја видов, тоа беше многу одамна, уште од минатиот век, во Струмица, исто и она е струмичанка, во истото средно училиште, во гимназијата ни е завршивме Јане Сандански, она е 2 години помлада. Кога прв пат ја видов, јас бев матурант, она беше 2 година средно. Едноставно ја почувствував енергијата. Јас знаев дека таа е таа. Не знам како да ви кажам. Таква смирена енергија има. Да ви дам пример. Не постои бебе кое што родителите се жалеле дека плаче, дека кое што она не го зела во прегратки и во моментот не се смирила. Не постои животно, милениче домашно кое што не трча кај неа и не се има некоја Како се наоѓа сродна душа, ајде. Позитивна енергија. Па тоа се чувствува, тоа не се наоѓа. Едноставно тоа се чувствува. Кога човекот си ги слуша своите емоции, кога е во дослуг со своето срце, секојаш кога се чувства убаво, тоа треба да го прави. И ние често пати интелектот, разумот, мислата ни е пред емоциите. И тоа е најголемата грешка што еден човек може во живот да ја направи. Јас верувам дека сите ние на овој свет сме дојдени со одредена мисија и дека сме дојдени тука нешто да дадеме. И дека емоциите, кои што ги имаме, се всушност компасот дали ние се движиме кон целта или не. Јас дојдов во оваа емисија затоа што се чувствувам овде убаво. Да не се чувствував убаво, не може да дојдам. Одбивам емисии, нели, на тема политика, затоа што не се чувствувам убаво. И се додека те водат емоции и ги следиш емоциите, ти си не можеш да сгрешиш. Јас еве ќе ви кажам нешто што никогаш не сум го кажал јавно. Во зградата на собрание, во парламентот кога влегував, нели, сите луѓе викаа леле, блазе си ти, супер, браво. Јас им се чудев значи таму јас се чувствував многу непријатно. Се чувствував многу, прво мислев дека е затоа што самата сала нема прозорци. И мислев дека ми фали светлина. Потоа сватив дека е до енергијата што овде ја чувствувам. Едноставно јас почувствував дека тука не припаѓам. И си заминав. Си ги послушав чувствата, а не рациото. Емоциите, а не рационалното. Среќен човек сте вие. Десната страна од мозокот, а не левата. Така. И ако тоа го правиме, животот ќе не биде убав. Јас морам да откријам, пред да го почнеме разговорот, ми кажувате, ви ги гледам емисиите. Тоа мене навистина многу ми значи. Да, ги гледам, вистина. Последната со Трифун Костовски со внимание ја изгледав. Таа последна ја фатив, пред тоа не бев тука викендов, така ли беше, не знам? Так. Да, ги гледам. Многу ми е драго. Одиме со краток джингл за реклами, се враќаме да привршиме со мотивацијскиот говорник, еден од најхрабрите кои што говоревме се до овој момент на тема машка самодобрба, господинот Зоран Битанов. Овој господин до мене нема стравови, не го плаши ништо, има самодобрба. Ќе го прифатите овој предизвик, ова четиво, ова е подарок од нашите пријатели Просветно дело. Новиот трилер со Джек Ричер, Ли Чајлд, утре ке ме нема. Со големо задоволство. Ке најдете време, повелете. Ви благодарам. Коментар само да дам. Сите нас еден ден ке ме нема, но духот ке ни остане овде. Во зависи од тоа што ќе оставиме ние овде,
тоа ќе остане во нас. Телото ќе не го нема. Ајде самиот крај, сублиматна темава самодоверба машка. Што ќе споделите со јавноста, порака до мажите? Која порака би сакале за крај да ја споделите со мажите? Само до мажите. Само до мажите, затоа што реков дека оваа емисија ќе ја посветам на мажите. Знам дека и жените гледаат, меѓутоа нека биде порака за мажите. Па, ние сме секако посилниот пол. И ние сме тие од кои што од нас се очекува ние да штитиме. Да го штитиме животот, да ја штитиме љубовта, да го штитиме тоа што го сакаме и да ги штитиме тие што не сакаат. И не можеш со ако не си во сојуз со храброста, не заслужуваш ни да те наречат маж. Оти мажот само по себе треба да предполага храброст. Значи, порано, знаете, кога сме живееле во понеразвиен свет, во минатото, во пред 1000, 2000 и 3000 години, мажите биле тие кои што обезбедувале и топлина и храна за домот. И тоа останало и до сега така. Каков маж е оној покрај кој што семејството и жените не би се чувствувале, жената не би се чувствувала сигурно и не би сакала да биде покрај вас. Мислам дека ако тоа не го правиме, не заслужуваме и да бидеме наречени мажи. За жал се губи малце тоа, меѓутоа секој го има тоа во себе. Биологијата ни го дала, само треба да се свртиме кон себе, а не кон околината. Да не обвинуваме каква е околината, да не обвинуваме какво е општеството, туку да видиме прво што ние правиме. И дали ние сме направиле се за да ја вратиме таа наша вистинска титула маж, стожер, чувар на семејството. Ова ќе биде една од најгледаните емисии, ви ветувам. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време, за гостувањето, многу успех и понатаму. Ми беше чест и самото гостување го доживувам као комплимент. Ете така. Јас само ќе завршам дека градењето на силни и здрави врски со другите ни дава чувство на исполнето среќа, инспирација, чувство на среќа. Бидете така, продолжите да градите силни и здрави врски со другите. Ќе ве поздравам од овде од Живот со стил. Ćao!